Вежбањето јога е еден начин кој што на нашето тело не му помага само во тоа да изгледа добро, туку и на нашиот дух му помага да се чувствува подобро, можеме да кажеме, како и на самата личност. Еве ќе почнеме со тоа кога се почетоците на јогата во Македонија најпрво. Кога кај нас почна да се применува јогата? Па, еве ние како една многу стара јога школа во Македонија започнуваат корените 1972 година со доаѓањето на нашиот учител Павлос Хасанагас на овие простори во Скопје, тогашен како студент, и почнува во рамките на кругот на неговите колеги да предава јогата, па потоа зема малку поголеми размери, сепак интересот за јога расте. И сето тоа прераснува во јога друштво Скопје на почеток, се формира, за потоа да тој обучи повеќе наставници, кои што секој во своите градови да може да предават. Така да денес имаме повеќе друштва, јога друштво ете Битола, Прилеп, Штип, Охрид, Струга, Кавадарци, Неготино, така натаму во поголемите градови на Македонија, и сето тоа го оформува Јога сојузот на Македонија. Денеска нема некој кој што не слушнал за јогата, некој кој што не знае што е јога. Колку беше тешко да се донесе еве јогата на едно вакво ниво и веќе да се постигне овој успех кој што денеска го имате токму со јогата? Да. Можам да кажам слободно дека последно јогата навистина е многу популарна, иако тоа не можеше да се речи само пред неколку десеттина години, не беше воопшто така. За разлика од тоа, да речам, многу подамно, кога учителот дојде на овие простори, ете баш таа 72 година, навистина не се знаеше баш ништо за јогата. Денеска ете пак ќе речам, можеби ете популарноста, можеби малку и мода, можеби малку ете здрав начин на живот, секој сака да биде поздрав, подобар и сето тоа, придонесува ете малку и за да има повеќе јогини. Кажи ми што е она еве што јогата, кога се вежба јога, му го пружи на нашето тело, на нашата личност, зошто луѓето доаѓаат и вежбат и уживаат во тоа? Па, јогата се разликува и токму во тоа и од другите спортски дисциплини, гимнастички, како да ги наречам. Не го вежба само своето тело. Тоа е еден сегмент, од нас самите, физичкото тело. Ние вежбаме и со другите останати сегменти. Тука е енергетското тело, тука е менталното, исто така умот, го вежба нашиот ум за да стигнеме до едно друго ниво наречено духовност, и нашиот дел што се нарекува духовност, за да може да стигнеме до оние прашања основни, да си ги поставиме и да нурнеме малку подлабоко, од физичкото ниво стигнуваме до една филозофска рамка, која што ретко која друга дисциплина сето тоа го дава. Рековме дека последниве години навистина е во експанзија, има се повеќе заинтересирани токму за вежбањето јога. Како е случајот во Битола? Има ли еве заинтересирани кога е во прашање и вашата школа? Има доста последно, како што кажав, самиот начин на живот, иако секој сака да биде и поздрав и подобар, јогата сепак ги развива позитивните особини во нас, доблестите, сето тоа е убаво да се работи. Меѓутоа, можам да кажам и малце начинот на живот си го прави своето, стресот, брзиот начин на живот, она што многу не ремети од нашата рамнотежа, да може да направи пореметување во нашето здравје и сето тоа, да може луѓето сепак да си најдат едно решение за своите проблеми, сепак доаѓаат на јога. Јога може да вежба секој, немаме тука години, немаме тука одредена тежина, одредена граница. Не, може да вежбат дури малечки дечиња на начин што таа ќе им се предава како игра на некој начин, не е класично. Меѓутоа од 6 годишна возраст нагоре и 7 можеби, веќе можеби и по малце така да се предава и посериозно. Па за да се стигне до, граница не постои. Верувајте, и од многу повозрасни личности почнуваат да вежбат на своите 70 па и 80 години можат да дојдат. Зошто да не? Само можат да има некои придобивки да си помогнат во нивното здравје и да имат една убава старост.
Сигурно тоа што треба за јогата, значи освен еве желба, потребна е една ваква убава смирена средина, затоа што еве јас можам да кажам дека кога влеговме, многу е мирно, многу е некако смирено, се чувствуваш спокојно овде. Колку и просторот има улога во сето тоа? Секако дека има и просторот, и наставникот, и окружувањето, значи се има. Јогата бара соодветни услови, значи мора да е многу чисто, мора да, каде што лежиме, да има еден под кој што ќе биде сепак топол, да не е ладно на плочка, да биде проветрена просторија, да има така релаксирачка музика, може би, соодветно осветлување и така, мора да има соодветни услови. Особено во последно зголемен е интересот и на бремените жени, особено интересни се тие часови кои што се посветени токму за нив. Да, е убаво што и бремените жени веќе сваќаат дека јогата може во многу да им помогне. Се во една таква состојба во која што дават еден нов живот и таа состојба е добро кога ја поднесуваат така да може да си направат нешто добро за себе тука. Можат тоа да го направат, да си ја зголемат, значи малку самодовербата, да го отстранат тој страф од сето она што доаѓа, да може и на своето тело да работат, да зголемат цврстината, еластичноста, иако се во таа состојба, значи нема пречка, да си го подобрат и дишењето и да научат како треба да дишат, да научат соодветни техники кои што ќе им помогнат во текот на породувањето, да може да развијат особено еластичност во карличниот предел, пелвичната зона, да ја освестат исто така која што ќе е добро во процесот на пороѓај, за да ги знаат, значи сите тие работи и добро да се припремат за самиот пороѓај. Но и после тоа, значи после чинот на пороѓај, жената треба да се врати во својата првобитна состојба, не само физички, туку и ментално и емотивно. Така да сите тие техники можат и отпосле да се ги практикуваат, за да можат и како да им помогнат. Еве за крај уште еден совет од вас до сите оние кои што сакаат да вежбат јога, но некако се не можат да се решат да дојдат денес каде од утре. Една ваша порака до сите оние кои што сакаат токму да почнат со тоа. Па, ако кај нив владе интерес за јогата, секако дека може да почнат. Во тек е кај нас веќе почетниот курс. Сега почнуваме со нов почетен, во кој што овие летни денови, 2 месеци наредно ќе трае. Може слободно да се јават во просториите на Виола центарот тука и да може да дојдат што побрзо, значи да го започнат тој почетен курс. Секако дека ќе си направат многу добро. Ако имаат време, имаат желба и интерес. Има ли одреден број на тоа колку членови има една група или во зависност од тоа колку има заинтересирани се прават повеќе групи? Да, ако има повеќе заинтересирани се прават повеќе групи. Да. Јас се надевам дека ќе има се повеќе луѓе кои што ќе се решат на ова, ќе дојдат овде и ќе пробат како е да се вежба јога и ќе го најдат својот мир и спокојството со сето тоа. Благодарам на поканата, на присуството. Секое добро. Ви благодариме.